Оливера Митевска е родена и живее во Скопје. Иако со многу турбуленции, падови и подеми успева со поранешниот сопруг да создаде дом и семејство од 2 деца, Александар и Лина. Денес момчето има 19, а Лина 12 години. Никогаш ке рече таа не сум дозволила да им фали нешто на моите деца. Сум спиела и по подруми, само да го изградам својот дом. Но пред неколку години, откако незиниот сопруг заминал во Германија, се испишува по различна историја во нивниот животен дневник. Започнува да владае недоверба. Семејното насилство се случува пред очите на децата, кое, освен трауми, кај сите ке резултира и со развод помеѓу нив двајцата. Тешко минале годините од пандемијата, зашто поради тоа што Оливера по професија е готвач, биле затворени сите ресторани и таа останала без работа. Па тие 3 години морала да се симне неколку скалила подолу и да моли социјални служби за храна. А најтешкиот удар го добива пред 1 месец, кога, како што вели таа, сопругот ја препишува куќата на мајка му, па по разводот по наредба од неа ја исклучиле струјата. Денес ова семејство живее во темнина, премрзнато и разочарано, и моли за помош да се снајде макар зимава, додека не го изгубиле сосема здравието. Тешка е болката на една мајка која што мора да трпи семејно насилство и тоа пред очите на своите деца, но тешко е и да ги гледа како тие немаат известна иднина. Токму тоа е приказната на Оливера Митевска од Марино. Добар ден. Оливера детството го минала во новоселски пат и млада се заљубува и се сели во куќата на сопругот. Прво во заедница, а потоа со макотрп на работа од утро до мрак ке гради цигла по цигла, за да изгради со сопругот топол дом. Создава семејство, ги расте децата, некогаш погора, некогаш подолу, но никогаш на дното. Се до пред некоја година кога неочекувани околности ќе го растурат низиниот брак, поради тешкото семејно насилство кое таа и децата со месеци го трпеле, вели таа. Од новоселски сум девојче. Таму живеев, до сома жив тука. Која година доаѓате во ова село? 97. Оваа куќа тогаш не постоеше? Беше еден дел минимален направен и толку. Се запознавме, значи, во феста, таму работевме, заедно. Ете се роди некоја љубов, не знам. 97-ма веќе се земавме. 98-ма свадба правевме. Од 2000-та веќе сме тука. 2001 сме тука. Живеевте во заедница со родителите на сопругот. Тогаш добре ли беа работите помеѓу вас? Да. Добри, не знам како да кажам, добри, да. Почнувате и собствен бизнис 2000-тата? Да, Со што се занимававте? со гостителство. Јас по цел ден бев таму и таму спиев. Сам заедно спиевме, он се работеше на друго место. Доаѓаше превремено. Каде спиевте? Во ресторанот? Да, Каде државте ресторан? во Путел. Таму државме ресторан, за да не правиме трошок, да остане повеќе. Значи остановивме таму да спиеме. По подруми спиевме, Зошто го правевте тоа? за да остане плюс, да си направиме свој дом, да си имаме наш дом. А сите овие години, значи ние ова сме го направиле, сме се жртвувале. Јас после 3-4-5 години останувам таму трудна, од несакани работи се случува, значи на 6 месеци да абортирам. Еден известен период не работев, месец дури да се приберам. После си продолжив да си работам. Цело време паралелно го градите домот? Да, Оваа куќа? да. Како што ќе земеме пари, така значи се вложува овде да се направи и го правиме. Одма си се преселивме тука, горе, затоа што има некоја влага, немавме пари за изолација да ставиме, значи одма горе се преселивме и горе си седавме, па до 2018, да кажам. Во исто време, значи, дори сум останала трудна со Александар. Имав проблеми со завите, ами јас не сум знала дека сум останала трудна. Одам по завари, па некои операции правев.
ама, значи, во систина цела времено се водеше. Многу пари се дадоа за тоа дете да остане, ама секој месец се одеше на контрола, да нема деформитет, да нема нешто. Фала му на Господ, све излезе кој што треба, се роди Александар. И сите овие години, значи Александар живее тука. Елина после 7 години не можев да останам, после 7 години ја раѓам Лина. За неполна година дена пак останувам трудна. Непланирано се раѓа. Значи добивам компликации на 7 месеци и морав да го родам. Живееше 26 дена и починам. Проблем со белите дробови. Не можеше да идиш и само, на машина беше пуштено, го извадија од машина, може само. Еден ден одам го гледам, еден ден се јавам на телефон, се јави еден Савајле, ми кажа страшно, мислам дел од душата моја припаѓа таму. Ама ова колку искупив не е потполнета и ден денес. Ви е тешко за изгубеното дете. Имаш 12 години. Тука си родена во оваа куќа. Да. Како живеевте кога беше мала? Можеш ли да се потсетиш на тие моменти кога се запиша во училиште? Па добро. Добро беше. Сега си кој одделение? 7. Седмо. И таман човек кога ќе помисли дека е среден и среќен, започнуваат сомнежи да го подкопуваат бракот на Оливера. Иако ќе рече таа го сакала повеќе од себе, сепак таа љубов никогаш не е била возвратена и на крај сето тоа резултирало со развод. Но резултатите од разводот ги чувствува и денес не само таа, туку и незините деца, кои за жал патат најмногу до одава Оливера, зашто и на волку студено време ова семејство сепак останува без струја и не знае како ќе ја помине зимата. Зошто започнаа проблемите? Значи заминува за Германија, кога све ова направивме. Му се проша шанса, оди за Германија. Ние остануваме тука. Работи таму. Јас работев, па напуштив работа. Да си бидам со децата. Сега почнуваат проблеми. Ти кај си, не си дома, кај беше, што беше. Че јас кај одам и што правам. Мајка му била сека тука со мене и ми била подршка. И на секој излегување знаела кај сум и што сум. Тогаш Александар беше прва година. Семејното насилство се случуваше пред децата? Да. Више короната фати, ги затворија таму и он мораше да дојде тука. Ама, значи, поднесе, у ноември дојде и одмah поднесе барање за развод. Ги растете децата, но Ги разнеме, повеќето бил надвор него што бил тука, па многу пати кажувал дека не се негови деца, да, значи би биле, значи тоа после долги години се случуваат тие пресврти, не знам зашто и која причина. Сум го сакала, значи повеќе него себе си што сум се сакала. Никош не ми било возвратена таа љубов. Нема веќе тоа. Ама ете сме створиле деца и заместо да живеат тие деца, да се грижиме за тие деца. Секогаш сме работеле, секогаш сме имале и јас како мајка никош не сум дозволила на Александар поготово да му фали нешто. Затоа што знам колку време сум го чекала, знам како сум дошла до него и гледам многу. И затоа, значи, се обраќам сега ради нив двајца, затоа што не сакам да бидат тргнати од мене. И тоа ми е најтешко. Затоа што моментално немаме струја.
Не може Александар да прифати. Нема услов. Значи нема услов за да живее он без струја. Кога беше исклучена струјата, моментално не беше тука. Работи во една фирма. Јас му кажувам, значи нема струја. Он му пишува на татко му, значи јас кога ќе дојдам дома, сакам да имам услов за живот. Ако не ќе одам под кирија. Не се кирај, му нашол таму некоја соба, ќе одите таму со Лина. Лина седи тука. Лина е малолетна. Да, јас му викам Александар, дај ќе идеме под кирија, сите заедно да питаме. И ми вика, јас не сакам, јас имам куќа, не сакам да одам. Значи, со сето ова што е исклучена по нивно барање струјата, да, мене да ми наштети, ама повеќе наштетува на децата. Најтешки на Оливера и децата им се последните години, откако фатила короната која поради никаков приход морала да земе храна од цркви и хуманитарни организации, а посебно тешко им се последните 2 месеци откако, како што вели оваа тажна мајка, по барање на незината свекрва Ивана ја исклучила струјата во незиниот дом, затоа што супругот пред разводот ја префрлил куќата која и таа ја градела на име на мајка си. Тешко, дур беа кафаните затворени, затоа што немав работа. Како тогаш живеевте? Живеев од милостина, да кажам, и живеев од социјална помош, од Црвен крст, од католичка црква. Доколку он беше тука и располага со пари, неговите деца живеа, значи, од Црвен крст. Јас се обратив и во социјална помош, во социјалното, како да добијам некоја парична. Тој ви праќаше ли пари? Не. За децата? Кога се разведовме, значи, само тогаш, откако доделија дека алиментација да плаќа, се пријави како невработен, мада он 3-4 години работи во Германија, и судот одреди, тоест, по 4000, за Лина да, за Александар до август. Значи, ние во мај се разведовме, до август примаше Александар, че ми наполни 18, не. 2018 земав голем кредит и ова овдека го направивме. Се симнавме овде доле, сега сум дадена на извршител. Зашто? Дур работев, плаќав. Кога останам без работа, немав од кај да плаќам. И веќе ме дадоа на извршител, од 490.000 отидоа на 600.000 и сега сум на извршител. Кај што работам сум непријавена. Сега издршката извршителот ги зима. Иначе за Лина не доаѓаат никакви пари. Отворена е сега сметка на Лина. Јас се грижам за нив, јас плаќам за нив, јас се мачам за нив, за да не бидат поразлични од другите. По нивно барање е исклучена струјата. По чиво барање? На свекрвата, на Живка. Е поднесено барање на 10.10 да се исклучи струјата. Пред тоа со некои си закани. Не може на кој начин да не избркат од овде. Ќе исклучиме струјата и се тргнат тука. Ние месец дена живееме без струја. Како е да се живее без струја? Многу тешко. За мене не е проблем. Да, и перам на раце, и мијам на раце, и се бањам потенчериња. Проблем е за децата. Значи, они немаат никаков услов. Исклучуваат струја, Лина е 2 дена со 40 температура, никој не му е гајле. Како се мие таа, како ја миеше кусата, синојка? Со ладна вода. Јас дојдов, стопли ми вода, ја реков нема да идеш у школа, не морам да идам. И она... Значи не е прв пат. Но немаше како да уклучи фен, да ја исуши кусата? Со пешкер и така, со мокро. Се вали студен на училиште. Во вашата куќа нема струја? Да, Како е да се живее без струја, Лина? потешко.
Што е најтешкото кога нема струја? Па, Кога треба да се избањаш? зашто сега доја зимно време, па е ладно и така. Мораше да се, да одржуваш хигиена и да се бањаш, но не можеше да ја исушиш косата. Што се случи поради тоа? Доби температура? Па не, али ме болеше неколку дена главата. Се бањат по тенџериња. Да, Александар седи онамо, ма сака, значи ова е негов дом. Тука се родил, тука израснал. И сега некој да го брка од дома, тоа не е во ред. Сакаш ли, би си отишла ли од оваа куќа или ја сакаш оваа куќа? Па, искрено би си отишла. Зошто за тоа? Се води судски спор. Да, кога се додели, што одма ќе искочам. Согласноста дадена, зашто не е на ваше име куќава? Да. Префрлена е куќата на Живка, Кога се случило тоа? 2020. Без ваше знаење? Без мое знаење, тоа на нотар е направено како Заревски. Куќата се префрла и одма, значи куќата е префрлена во август, не во август, во јули, а поднесува барање во ноември. 9 месеци не можевме да се разведеме и дури лани во мај се разведовме. Насилството да престане. Како тоа се одразува по твоето здравје? Многу тешко, психички многу. Запаѓам многу психички, што не можам да ги гледам некои работи, ми е многу тешко. Барам излез, Што не можеш да гледаш? не можам да, ја може сум силна, може сум јака и ќе истрпам. Паѓам, ама пар се дигам. Не можам да ги гледам децата такви. Што за тебе значат децата? Многу. Многу. Се избркани од дома, од својот собствен дом, тоа не е нормално. Без разлика, ако сакаш да ме уништиш, уништи ме. Многу пати, значи, од тие неправилности и неправди, не ми се живеело. На неколку пати сум сакала да си го одземам животот. Господ рекол да живеам, да се мачам, да јас ке се мачам и се мачам. Што ќе правеа децата без тебе? Не знам. Мислам дека негде другаде би живеела подобро. Некаде каде што ќе има подобри услови? Да. Срекна ли беше кога бевте комплетно семејство? Тогаш беше најсрекна. И во моментот на снимање и денес, се уште тежок е животот на Оливера и децата. Јака сум, силна сум, барам излез од ситуацијава, ќе каже таа за себе, но ова повеќе не се трпи. Сепак таа потајно се надева на финансиска помош, за да може да излезе под кирие со децата, додека не се разболат сите сериозно. И барам решение неког, значи, парично, финансиски, да кажам. Не сум во можност. Покушав и некој кредит да земам и нели да тргнеме напред. Кога си блокиран, од сите страни си блокиран. Решение со Евана не можеш да најдеш. Со приватни снабдувачи никако. Едино да купам агрегат. Агрегатот ми е многу пари. Колку чини? Околу 1200 евра. 75.000. Не сум во можност. Затоа што да, ја работам, заработувам, но недоволно. Никогаш велите и на 2 места морам да работам. На 2 места, кај што многу луѓе
Не знам како те гледаат, ајбе што ми е гајле, не знам. И не можам и со нив да си земам пари, што за мене значат тие 600 евра многу пари. Ти должат пари некои работодавци. Значи одев и таму, одев и сякаш што работам. Ај ке ти дајме, веќе ја главам, ке си одам, они ке те подлажат, ке ти дадат некој динар, ај добри се, а мораш. Значи не се постигнува. И мајка и татко да си не се постигнува. Деца као деца си барат, не само јадењето или... Значи, мора да се облече, мора... Ете, средства за хигиена, мораш да переш, нели... Све да имаш, па нели таа куќа за да ја одржуваш мора да чистиш, да переш, мора и тоа да се купува средства и... Да не беше овој проблем со струја, можеби никогаш немаше да побараш помош. Да. Да го раскажеш проблемот на јавноста. Да, мислев да побарам помош, значи под наследство кога живеев. Тоа траеше долго? Па некои 9 месеци, да. И многу луѓе ми рекоа, оди бе јавно, значи... Ај не, зашто? Ама сега кога немам избор, да, јас тогаш седев и ги трпав сите последици. Лина многу ми застрада, Александар да, и он, ама он малце машко, посилно, па мислам или агрегат или би одела под кирија. Не вели тоа е ваш дом? Да, ова е наш дом, дом на децата, јас се борам за овој дом. Не за себе, туку за нив. Сега се случило што се случило, да. Имаме деца и сето тоа требало да остане на децата. Не да идат по улици или да одат негдека, да немаат свој дом. А ова све се прави, да, мене да ме наштети, ме удира кај што највише ме боли. После вакви тажни животни истории сваќам дека не ни требаат луѓе за се. Не требаат луѓе само кои имаат време за нас. Луѓе кои можеме да ги повикаме во било кое време од денот или ноќта и можеме да им кажеме се што не мачи. Не требаат луѓе кои не зборуваат само напразно, туку и со дело го покажуваат тоа колку им значиме. Зашто богатство чини да имаш некој кој ќе те фати за рака кога ти е најтешко и заедно ќе најдете излез од темнината.